СОС линијата за деца и млади на првата детска амбасада Меѓаши представува значаен извор за тоа што им се случува на децата во нашето општество. Оттаму велат дека неколку години наназад трендот е да се јавуваат повеќе возрастни лица за прекршување на правата на децата, а во овој период проблемите со кои се соочуваат се поврзани со состојбата во која се наоѓа нашата земја поради пандемијата со коронавирусот. Во овој период, да речам од март наваму, на почетокот имавме јавувања за барање на некаква материјална поддршка или поддршка во хуманитарна поддршка во облека, во храна, во некакви хигиенски средства од семејства кои што ги имаат изгубено работите, обично се од угостителската дејност заради настанатата ситуација. Имавме јавувања на родители на разведени родители кои што не знаеа како да се снајдат во новонастанатата ситуација со полицискиот час, особено за по однос на видувањата. Семејно наследство имаше јавувања, меѓутоа не толку колку што изјавуваат други институции, да речеме дека е зголемен бројот на пријави на семејно наследство. Не можеме ние да направиме да заклучиме дека е зголемен бројот на јавувањата во овој период. Не, барем на нашиот телефон не стигнале, имавме велам неколку случаи, и во сите случаи, значи секогаш прво го ислушуваме проблемот за што станува збор, и доколку сметаме дека треба да се упати на некоја надлежна институција, најчесто е тоа Центарот за социјални работи или евентуално полиција или некоја друга организација која што може да им помогне во наведениот проблем, секогаш ги упатуваме или директно се обраќаме ние до институцијата за да слушнеме и другата страна на приказката, што е превземено и како е превземено. СОС телефонот на Меѓаши е отворен во периодот од 8 до 16 часот, а на јавувањата одговара психолог, со кој што може да се поразговара. И истите јавувања остануваат во тајност.